На поведок уштедна инсулинска криза во Македонија и во услови на пандемија. Диабетичарите се жалат дека повеќе од 2 недели не можат никако да дојдат до лекот што живот им значи – инсулинот. Голем дел од пациентите ги потрошиле залихите, па сега се приморани да се снаоѓаат. Некои успеале да позајмат, но велат тоа не им го решава проблемот. Ово што се троши, односно ја што го потребувам исто, но микс 30 се вика, тој го користат скоро 80% пациентите. Вика, очекуваме се денеска, кога после 12, па викам, така зборите, викаме 7 дена веќе. Од кога веќе сум при крај со инсулинот, па и позајмувам, така имаме некоја солидарност меѓу нас диабетичарите, ама и они веќе немаат, се троши за 3 дена, зашто јас сум на ептен 3 пати по 40 единици ставам, тоа е веќе пред умирање што се вика крај. Од Министерството за здравство се запознаени со проблемот. Велат од утре инсулинот ќе биде достапен. Инсулинот Новомикс ќе биде достапен од утре во аптеките каде што граѓаните го набавуваа и досега. Временскиот застој во испораката на порачката е поради зголемена побарувачка од досегашната предвидена залиха на потрошувачите на месечно ниво. Инаку диабетичарите уште пред 1 месец алармираа дека снемува инсулин. Здравствените власти тогаш уверуваа дека проблемот е надминат. Лазар Станковски, кој долги години се бори со диабетот, алармира дека освен проблемот со инсулинот, тој никако не може да дојде ни до вакцината за грип. Ја прашав таа докторка што е, викам, добро, вакцини има ли, викам, за грип? Вика, касно е веќе. Како касно, викам, ја викам, 2 месеца, 3 веќе ви кажав тамо, па нема термини. Па као ти да, викам, 40.000 термини, вика, прашав Министерство за здравство. Во Македонија има 125.000 диабетичари, од кои 45.000 се на инсулин. Од нив 500 се деца до 18 години.